Поимот секта е се почесто присутен на поранешните ју републики. Верски, психолошки, политички или други мотиви се кријат зад превезот на магичниот круг во кој најчесто влегуваат адолесценти и млади луѓе на возраст од 12 до 20 години. Трагачи по сопствениот идентитет, лица кои недоволно ја познаваат верата на која припаѓаат, социјално се отфрлени или се дел од се позачестените нефункционални семејства. Токму ваквите лица се идните членови врбувани од сектите. Некои автори споменуваат 4 степени. Во првиот степен личноста се намалмува, како што стои во литературата, се поканува на одредено дружење. После тоа, втората фаза е кога личноста се бомбардира, така наречено со љубов, разбирање, емпатија, помагање, дека личноста од другата страна ги нашла решенијата на сите проблеми кои што дотогаш го имала. Третата фаза, од она фаза на регрутација е кога, да кажам, старите членови кои што веќе се тука настојуваат и ја вложуваат целокупната енергија да личноста се оттргна од своите родителите во таа микросредина. И четвртата секако веќе припаѓа на така наречената мисионерска фаза. Моделот на денешното семејство нема многу време за своите деца. Кај на сектите важат за мит или табу. Свесноста дека проблемот е и пред нашата врата е мала, а кога ќе се забележи нешто, тогаш го активираме одбранбениот механизам неверување дека токму на моето дете му се случува несвојствена промена. Како да препознаеме? Веднаш е неопходно да се забележи промена на однесувањето од она вообичаено. Понатака исто така авторите зборуваат за тоа дека евидентно е промената на облекувањето, за да се сокријат одредени места кои што се прават одредени ритуали со цел да се земене на крвта и слично. Понатака исто така враќањето и одењето, односно понатака бојата на облеката исто така индицира, да кажем, самата облека, на тоа е прашено, да кажем. Исто така се понатака избегнување на одредени верски ритуали кои што дотогаш биле актуелни, бидејќи она што го кажавме, која основната мисија на овие се врши едно репрограмирање, да кажам јас, на таа свест на согледување и необиблиски се пристапува, значи нови вредности се инсталираат кај личноста, односно се моделираат и се проповедаат дека тоа е многу поважно од она што сега е и актуелно. Покрај овие симптоми се и напуштањето на домот, а предходно давање на значење на максимата единствената светлина е темнината, пошто лицето ја затемнува просторијата во која гравитира. За да не дојде до ваква појава, родителите и педагозите треба да ги следат однесувањата на децата, да проверуваат што следат на социјалните мрежи и да не замижуваат пред реалноста под изговорот ќе помине. Бидејќи од магичните лавиринти на сектите тешко се излегува без последици, а може истите и фатално да завршат, како голем број руски тинејџери кои извршија самоубиство како достигнување на последното барање во видеоиграта Синиот кит.